на лице место ќе говориме на една актуелна тема, односно ќе напоменеме нешто повеќе за заселените контроли, инспекциски контроли од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, но воедно исто така ќе напоменеме нешто и за информацијата која што излезе во јавноста за утврдување на колемформни бактерии во изворска минерална вода од Косово. Но по бројните шпекулации убаво е да напоменеме уште на самиот почеток дека оваа серија на вода каде што е утврдена самата бактерија не е пуштена во промет во нашата земја. Но се разбира во продолжение повеќе слушаме од мојот денешен гостин господин Стојковски. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телом. Добро утро, поздрав до вашите гледачи. На самиот почеток сакам да напоменеме нешто за сите оние инспекциски контроли кои што се воведени од ваша страна. Вака, во текот имаме годишен извештај за изминатата 2024 година. Можеме јавноста да информираме дека имаме некаде над 100.000 инспекциски контроли извршено низ целата територија во државава. Исто така тие контроли се извршени во промет, во производство и при увоз на гранични инспекциски места. Се однесуваат и на храна од животинско потекло, на храна од неживотинско потекло, како и на храна за добиточна храна за животни. Генерално се опфатени при овие инспекциски контроли добрата хигиенска пракса, добрата производствена пракса, дистрибуцијата, магазините за прехранбените производи и други некои прехранбени производи. Напоменав во самата најава за водата, која што е од Косово. Може ли поточно да напоменеме за каква бактерија станува збор, каква бактерија е утврдена во таа серија на вода? Конкретно за водава што доаѓа оште од потекло од Република Косово, станува збор за зголемено количество на колиформни бактерии, кои што го надминуваат максимално дозволеното количество што е наведено во правилникот за посебните барања за безбедност на минералните природни изворски води и пакувани води. Напоменав исто така дека по големиот број на шпекулации дека ова вода е веќе во Македонија. Може ли уште еднаш да слушнат гледачите и од ваша страна, дали може да бидат смирени дека ова вода не е пуштена во промет? Апсолутно можат да бидат смирени, сакаме да ги информираме, јавноста да информираме, да биде спокојна, да знае дека оваа серија каде што е пронајдено при лабораториско испитување зголемено количество на колиформни бактерии е под инспекциски надзор. Имаме понатамошна инспекциска постапка каде што е доставено и второ дополнително мислење каде што ќе се оди на суперанализа за да се констатира дали понатака таа серија на вода те биде безбедна за употреба или нема да биде безбедна за употреба. Сета вода која што сакам да напоменам до јавноста, што мислам дека многу битно, што е моментално во промет или што некој потрошувач си купил примерок од таа вода, да биде смирен, да биде спокоен дека таа вода е безбедна за употреба. Значи секоја вода што е моментално во промет, конкретно е за вода од Република Косово што излезе под некои медиуми, да си биде јавноста спокојна дека конзумира безбеден примерок. Убаво објасниме во однос на оваа проблематика. На самиот почеток прашав нешто повеќе за инспекцијските контроли. Потука можам да прашам и пред самиот крај дали се воведени инспекцијски контроли при увозот на овошје зеленчук со оглед на тоа дека еве ни затоплува и времето, па се повеќе и повеќе тоа е барано од страна на граѓаните. Да, како што доаѓа сега и пролетни побави денови, се зголемува и интензитетот на трговијата околу овоше и зеленчук, така и Агенцијата за храна и ветеринарство издаде насоки до сите гранични инспектори да се зема мостра од секоја пратка независно од која држава доаѓа при увоз на овоше и зеленчук. Значи се зема мостра за лабораториско испитување на резидуи од пестициди. Од кога ќе се земе мострата, нели лабораториското испитување се врши, доколку се заклучи дека има некаде зголемено присуство на резиди од пестициди, се издаваат понатамошни насоки, генерално истово и за водава и за секој производ, за 10 задолжителни пратки да се мострираат со цел лабораториски да се испитаат, за да јавноста биде сигурна дека во промет во државава завршува безбедна храна за употреба до крајниот потрошувач. Благодарам многу за одвоеното време и за сите овие корисни информации. Ви благодарам и на вас.